Драги гледачи, се наоѓаме на почетокот од патот во изградба Прилеп, Чебрен, Витолиште, еден од бројните работи пофтвати на младите од нашата земја годинава кога прославуваме 30 годишнината на младинските работни акции. Во изминатите 3 децении, генерации млади со невиден ентузијазам, елан, самопрегор и одлучност во заедничкото орук ги поврзуваа краевите на нашата земја со прекрасни патишта и пруги, ги оживуваа сувите полиња. Неизмерни се површините кои ги пошумија, а онаму каде што се пробиваат тунелите и премостуваа реките, се остваруваа и заеднички средби, незаборавни другарувања, резултат на заедничките цели и идеали на младата генерација. Неизмерна е радоста на секој бригадир во моментите кога се соборуваат рекордите на трасата, во завршувањето на декадите кога бригадите се прогласуваат за ударни. Но да се освои највисокото признање на една работна акција, навистина покрај извонредните резултати на траса, треба да се постигнат и извонредни резултати во општествениот живот во населбата. Во богатиот живот во населбата, посебно внимание му се посветува на спортот, на физичката култура. Секој освоено прво место, секоја добро изведена утринска гимнастика донесува нови поени за бригадата. Но да видиме како е тоа, во наредните минути ќе ги посетиме двете сојузни работни акции во нашата република. Овие неколку стотина метри асфалтен пат ќе не однесат до населбата од младинската работна акција Маријево 76, а целта од втората етапа на нашето патување е сојузната работна акција Плачковица 76. Младинската населба 11 октомври се наоѓа во близина на селото Лагово. Во оваа смена работат бригадите Иво Лола Рибар од Гроцка, Здетовски рудари од Пробиштип, Велјко Влаховиќ од Качаник, Нонча Камишев од Тито Велес и Ангел Винички од Виница, вкупно 280 бригадири. Стасовме напладне, но целта ни е бригадирскиот ден да го проследиме од неговиот почеток. Затоа подготвени ја дочекавме зората. Драги бригадири и бригадирки, добро. Јутрена гимнастика почиње со музиком по жури друже. Тоа е време у 4:30 и у том периоду ми требаме да сме цела бригада комплетна изашли испред наши бараке построени и кречемо на јутренја гимнастику која се состои из два дела, из трчање и гимнастики. Прво трчимо 2 круга око игралишта, после тога радимо гимнастику, после гимнастики поново трчимо кругове и јутрена гимнастика мислам да има вишеструки користи. Прво разгибавamo тело, се мишиće, onda smo orni, sveži za rad. За мене физкултурата на Сабале представува многу, бидејќи со неја се раздвижуваме и добиваме свежина за цел ден. Мислам дека е подобро кога
се раздвижиме, па потоа одиме на траса, отколку инаку. Навистина, раното срнување представа малку тешкотија, но веќе се навикнавме и со задоволство одиме на игралиште. По гимнастиката денот продолжува со несмалено темпо, постројување и поздрав кон знамето. Vino. Работната задача и распоредот за работа беа соопштени синоќа пред бригадата. Расположението во стројот пред појадок ветува уште еден работен успех вдолж трасата. Автобусите секое утро чекаат пред населбата. Омладинската бригада Злетовски рудари од Пробишти. Нашата бригада денес се наоѓа на 14 километар. Сега нашата бригада работи на дрнажа. Тука сме поделени низ покрај путот на више групички. На мене тука на работа секогаш не ми представува никаква тешкотија. По враќањето во населбата секогаш спортуваме. Денеска е најважната која во одбојката, пошто ја играме финалната утакмица. Јас мислам дека ние ќе успееме да го освоиме првото место во одбојката. Верувам дека според покажаните резултати нашата бригада ќе биде една од најдобрите бригади во населбата што учествуваат во акција Марија 76. Освен што активно учествуваме на траса, девојките учествуваме и по пладнето, активно во спортот. Така, например, јас се надпреварувам во пинг-понг, бев и на фестивалот кој што се одржува во Ниш. Потоа се занимаваме со кошарка, ракомет, одбојка, одржуваме такмичење помеѓу бригадите. Мојата бригада денес се очекува првенствен надпревар во одбојка и јас се надевам дека таа ќе го освои заслужено првото место, а тоа ќе ни придонесе да истата биде конечно прва. Сем резултатите на траса, ние исто тежеме и кон тоа да и во спортот, како и во другите активности, достојно се бориме и на крај го земеме првото место. Сигурно е дека додека работат бригадирите се преокупирани со желбите за добри резултати на работилиштето, но и со надежите за успех во спортските и другите општествени активности на акцијата. Слушнавте и сами, ги очекува финален меч со одбојкарите од братимената бригада Иволова Рибар, што работи веднаш до нив,
а чии спортисти во реализираните надпревари освоија најголем број први места. Pa, pored ovih obaveza, mislim, koje imamo na trasi, u naselju se naš radni dan produžava i slobodnim aktivnostima, odnosno igramo košarku, fudbal, odbojku, mislim, drugovi se moji bave košarkom, fudbalom, odbojkom. Moja je ovako malo više naklonost prema bacanju kugle, jer u mladim danima sam to bacao, mislim, u mlađim danima dok sam bio na selu bacao sam kamen s ramena sa svojim vršnjacima. Ovdje sam to nastavio sa kuglom i srećan sam što sam osvojio za svoju brigadu prvo mjesto u bacanju kugle. Станува збор за спортско семејство. Неговата внука Гордана Урошевиќ се разбира Рајко не и дедо туку Вујко, победник е во трката на 800 метри за бригадирки. Беше премногу зафатена со работа, се бори за ударничка значка и микрофонот и го остапи на незината другарка Весна Милошевиќ. Ja se konkretno najviše bavim odbojkom jer time sam se bavila još i u osnovnoj školi, a sad i u srednjoj gde igram u reprezentaciji moje škole i to me najviše privlači. Ovdje imamo vremena, mislim, da razvijamo sportove jer posle trase, posle odmora, šta bismo drugo radili nego da odemo na terene i da se bavimo tim sportovima. Odvijaju se stalna takmičenja između četa, između brigada i ta takmičenja su vrlo interesantne jer navijači izmišljaju svoje himne koje su vrlo bučne i interesantne. Шест работни часа. Денешните минаа. Треба да се надоместат потрошените калории за да се обезбеди сила и за спортските активности попладне, меѓу ницата други дејности, политичката школа, курсевите од техничката култура, приредбите, посетите на работните организации во градот. Уште од најстари времења е позната изреката во здраво тело, здрав дух. За да биде оваа изрека вистинита, треба нашиот организам стално да се развива. Сите младински работни акции, па и нашава Маријова 76, покажуваат дека младите луѓе со работата се стабилизираат психички, еден организам стабилизира психички и физички добиваат многу во снага. Тоа се гледа како од резултатите на траса кај нас, исто така и од слободните физички активности, успесите кои се постигнуваат во надпреварите. Првиот сет убедливо го освоија бригадирите од бригадата за летовски рудари, а конечниот резултат беше 3:0 за бригадирите од Пробиштип. Во почетокот на смената до првата декада беа организирани меѓушетните надпревари. Овој месец имавме прилика да учествуваме на 9-та смотра на спорт и култура, што се одржа во Ниш. Учествувавме со 11 екипи, со вкупно 50 спортисти, каде навистина заживавме завидни резултати. За неколку минути ќе почнува финалниот надпревар измеѓу омладинската радна бригада Велко Влавиќ од Качаник и омладинската радна бригада Иво Рибар од Белград. Иначе, овде ми е прв пат што доаѓам во акција и оно најубави што е за мене тоа е што се побративме со сите бригари. Највеќе слободно време го проведуваме овде во тренинг. Јас се викам Ице Славко, а тука до мене е другарот Бачманов Јордан. Иначе јас овој пат ми е 10-ти пат што идам на работна акција. Тука се познавам со повеќе другари. Се запознавме од Гроцка, од Пробиштип, од Качаник, се побратимивме.
Иначе слободното време ние се бавиме со рекреација, спорт, кошарка, фудбал, одбојка, ракомет. Овде имам доста другари кои прв пат идат на акција, кои ми е интересно. А најстречен бев онаа вечер и после по толку пати кога се побратимивме со сите 5 бригади. Полека одминува младинската работна акција Мариово 76 и некако паѓа во заборав напорот на организаторот на акцијата, уште пред почетокот на работите на самата акција, да се обезбедат максимални услови за спортување и рекреација на бригадирите учесници на Мариово 76, да се обезбедат, да се изградат заправо асфалтирани спортски објекти за ракомет, мал фудбал, кошарка и одбојка, да се обезбедат и другите спортски реквизити за одвивање на еден нормален бригадирски спортски живот. На спортските терени, како што можете и сами да се уверите, секој ден е бош неживо, секој ден се играат надпревари во сите спортски дисциплини. И што радува, особено што радува, спортските надпревари овде се одвиваат во вистинската смисла на зборот, во олимписки дух. Спортските надпревари овде служат за зближување на бригадирите, за меѓусебно, заправо за зацврстување на меѓусебното другарство на бригадирите. Целта ни беше да ви прикажеме само еден дел посветен на спортот и рекреацијата, еден дел од работниот ден во младинската населба 11 октомври. Посакувајќи им најдобри резултати во изградбата на патот Прилеп-Чебрен-Витолиште, се разбира и успеси во спортувањето на нашите љубезни домакини, се упатуваме кон нивните другари и другарки на сојузната работна акција Плачковица 76. И тие работат на иста задача, го градат патот до Плачковица до идниот рекреационен центар. Ако овде не влезете, ништо не сте виделе. Слободно за сите со акцијашко срце, пишува на паното пред населбата Велјко Влаховиќ, која се наоѓа на 10 километри од Штип. И ние токму, драги гледачи, сакавме да видиме како го минува слободното време, како спортуваат и се рекреираат оние со акцијашко срце, кои добро го знаат својот пат и чија цел е невозможното. Часови на одмор. Штом крамповите и лопатите мируваат, тоа е знак дека нормата е повеќекратно надфрлена. Бригадирите од бригадата Шандор Петев и од Нови Сад, Мирко Милевски од Кичево, Слободан Принцип Селја од Хаџичи, Крушевска република од Крушево и Добросав Радосављевиќ народ од Владимирци и Богатич, денеска имаа ударен ден и го соборија рекордот на работелиштето. Но дали денеска ќе биде мирно на спортските терени? Би било чудно, зашто бригадирите од Плачковица 76 беа меѓу најуспешните спортисти на спортскиот фестивал на младинските акции годинава одржан во Ниш. Во зградата на 8-годишното училиште во село Карбинци, каде ова лето живеат бригадирите, има убаво опремена спортска сала. Контрнапад игри двојица, еден десен. Брзо игра без титла. Брзо без титла, што ближе тоа бој. Одри 100% оштри. Оштри, огне. Во младинската работна акција Плачковица 76, едно од видно место зазема и спортско-културниот живот во населбата. Во областа на спортскиот живот досега се одиграни околу 34 надпревари во фудбал, кошарка 18, ракомет 18 надпревари, кошарка за женски 8, ракомет 4, фудбал за женски 1 надпревар, стрелашво и пинг-понг, како и атлетика сме имале по 2-3 турнири. Би сакал посебно да го истакнем тоа дека од наша страна и од страна на спортските екипи на градот сме имали гостување и надпревари како во населбата, така и во нивните спортски терени во градот. Особено би сакал да го истакнем двојниот турнир со Југословенската народна армија, каде се одржа надпревари по сите спортски дисциплини. Нашето учество во
низ 76 каде се одржа спортските смотри на младинските работни бригади на Југославија. Беше мощно и успешно и од 16 пријавени младински работни акции зазедовме едно од првите 3 места. Одвај дочека да запре дождот што променливото време им го донесе тоа попладне. И гледате, сега се на спортските терени во кругот на населбата. Од скупно 250, денеска најмалку 100 спортуваат. Zadovoljna sam sportskim životom. Ovdje se bavimo svim sportskim aktivnostima. Igramo košarku, rukomet, zatim igrali smo čak i nogomet žene, 2 ekipe žene. Igrali smo i muškarci protiv žena, ali muškarci su imali svezane ruke. Tako pobjedili smo i tu utakmicu. Јас сум задоволна од спортските активности и од работата на сите бригади, мислам од другарските односи. Ja bi se složila sa mišljenjem svojih koleginica. Ovdje imamo širok izbor, bavimo se košarkom, rukometom, onda i drugim sportskim aktivnostima. Prvi put sam na radnoj akciji i što se tiče igranja košarke, ja volim da igram košarku i zbog odmora i rekreacije. Ovdje se nalazim prvi put na omladinskoj radnoj akciji. Bavimo se svim sportskim aktivnostima, košarkom, nogometom, rukometom. Najviše obožavam košarku. Prvi put sam i ja na radnoj akciji, veoma mi se dopada. Igramo sa svim sportovima, se bavimo, jedino volim rukomet. V tej smeni sem kot ženski fiz. Moja dolžnost je, da planiram ženske za tekme. V prvej dekadi te smene sem morala pripremiti ženske za športske aktivnosti v Nišu. Učestvovali smo v rokometu, košarki in atletiki. Naš končni rezultat je bil dober, kajti tu smo dekleta iz vse Jugoslavije. Nekatere imajo celo žogo prvič v roki in zato tudi nismo mogli pričakovati kako velik uspeh. V rokometu smo zasedle 4. do 5. mesto, v atletiki pa sem sama zasedla 2. mesto v krosu. To je bilo tudi moje največje presenečenje, kajti nisem nameravala sodelovati v krosu. Se vikam Vasilevski Stojče, brigadir od brigata Mirko Milevski od Kičevo, koja v ovoj moment igra finalnu utakmica v mal futbol so ekipata od Hadžić. Inaku se nalađam stalno na sportskite terenine i povećevo sakam rakometot. Ja se zovem Likić Alija i iz brigade sam Petefi Šandor iz Novog Sada. Znači, mi smo došli ovdje da širimo bratstvo i jedinstvo. To nam je osnovno i u našoj samoj brigadi ima dosta nacionalnosti. Naprimjer, lično ja sam muslimanske nacionalnosti. Što se tiče sporta, u ovom naselju nam je gotovo sve obezbeđeno, sve sportske aktivnosti, naprimjer rukomet, fudbal, košarka i sve ostale sportske aktivnosti. Mi smo se takmičili među brigadama, zauzeli smo imali smo lepe sportske odnose među svim brigadama, što nas je krasilo i kao mladince i kao glavne sportiste. Mislim da smo ovdje zaista naišli jedan fin sportski ambijent i da smo i mi dalje nastavili sa tim da održimo taj sportski ambijent do kraja. Меѓу нив има и спортисти со повисоки квалитети кои ветуваат и во идни на први места и триумфи во многу посилни конкуренции. Zovem se Maksimović Vladan, inače sam ovdje na Ora Pljačkovica, 76, inače sam iz brigade Dobrosavljević Radosavljević narod. Mogu da kažem da se streljaštvom bavim od ranijih dana, ali sam stekao ovdje veliku afirmaciju zahvaljujući organizatoru i našem instruktoru, majoru u penziji. Učestvovao sam na takmičenju svih omladinskih radnih akcija u Nišu, gdje sam osvojio 3. mesto u pojedinačnom plasmanu. Mislim da je
da mi može pozavidjeti čak i svako. Oduševljen sam samom organizacijom takmičenja i presrećan sam za takav rezultat. Уште многу може да се говори за спортскиот живот и рекреацијата на младинската акција Пачковица 76. Една од спецификите на оваа акција е секако високите норми и спортувањето. Релативно високите норми постигнати на траса не се случајни. Тие секако поред другото се и резултат на физичка и кондициона припременост, а тоа резултира и логичен заклучок од редовното спортување и физкултурата која се изведува секојдневно. Во почетокот на акцијата се одржа меѓучетни надпревари, после тоа се одигра помеѓу бригадите надпревари во повеќе дисциплини, за да би на крајот и се составила репрезентацијата на населбата Велко Лакович. Понатаму, ние редовно се среќаваме со екипи од организациите на Сдружениот труд, на Југословенската народна армија, органите за безбедност, како и со екипите на околните села. Сакам да истакнам и тоа да акцијата, бригадирите од акцијата се добро припремени и добро примени од страна на средината каде што е лоцирана акцијата. Покрај останатите општествени активности, на акцијата се дава и правото место на спортско-рекреативните активности, преку кои бригадирите подобро се зближуваат помеѓу себе и во текот на оваа смена е дадена иницијатива за да би во наредната смена се одржале спортски надпревари во повеќе дисциплини помеѓу двете сојузни младински работни акции во Македонија, акцијата Плачковица и Маријова. Младинска работна акција. Традиција е тоа убава и корисна за нашето општество. Тоа се на Маријова и Плачковица километри нови патишта. Тоа се безброј избратимување и другарување. Напорна и тешка работа, но и ентусијазам и желба да се гради, да се докажува младиот човек низ труд и знаење. Познато е, нашите младински работни акции се школи на самоуправувањето. На нив младиот човек се воспитува низ трудот и докажувањето на својата личност. И не само во работата, исто толку во општественото живење низ разните форми, предавањата, курсевите, приредбите, а особено во спортот. Видовте и сами, тие работат, учат и спортуваат. Се борат за спортски резултати, за здраво тело и здрав дух, но низ спортот се запознаваат, другаруваат, се сакаат и избратимуваат. Еден бригадински поздрав! СДРАВО! Здраво, здраво, здраво! Јоси Broz! Tito! Јоси Broz! Tito! Јоси Broz! Tito!